Тоа ќе биде со црвена боја, со жолта боја и со зелена боја, зависи од кои услови, значи, ги исполнува возилото, а истовремено ние сме предвиделе и програма која треба да ја донесе Министерството за економија, што се однесува до субвенционирање или подршка на сите тие граѓани, правни лица што ќе набават нови автомобили, електрични или хибридни, но истовремено сите што ќе одлучат нивните автомобили, значи да воспоставуваат плин или метан, а исто така и тие што ќе отстапат од старите возила и ќе купат нови возила. Ќе се формираат и зони во кои што ќе може да се движат овие автомобили зависно од загадувањето, од една страна, од друга страна се дава поголема обврска и во делот на вршењето на техничките прегледи на возилата за овој дел на емисија на штетни гасови. Второ, многу значајно за граѓаните е тоа што ја укинуваме налепницата за регистрирано возило, која што беше досега како обврска и која што представуваше финансиски издаток по 1 евро за секој еден возач, односно за секое регистрирано возило, а во суштина таквата налепница немаше никаква улога, освен тоа дека беше на видливо место на возилото. Значи ние и покрај тоа што имаше налепница, мора да биде контролирана сообраќајната дозвола на возилото. Се надевам дека ќе биде многу добро и за таксистите и за граѓаните да можат да се качуваат во такси слободно и да нема некакви проблеми како што ги имаше и порано. Па нормално дека ќе има трошоци, но во однос на трошоците што сме ги имале досега од дивите таксисти, сигурно се овие минимални трошкови. Во нашето здружение на состанокот што го имавме прошлата година, имаше присутни 53 компании. Од тие 53 компании, над 45 го прифатија ова наше барање да во таксито се воведе жолта табличка и така таксистите да се познаат оддалеко дека се вистински таксисти и граѓаните нормално ќе ги препознаат овие таксисти.